Откако се појави кризата со COVID-19, повремено има и различни теории на заговор. Дел беа демантирани, а некои аспекти на проблемот и натаму се поттик за анализи. Љупчо Ѓорѓински, експерт од Министерството за надворешни работи, деновива излезе со текст во меѓународни рамки и ја расчистува дилемата дека овој вирус не е биолошко оружје. На оваа тема разговаравме со него, еве некои од аргументите. Има причина зашто биолошкото оружје беше прво од оружјата за масовно уништување да биде потполно забрането, затоа што веќе 100 години од Првата светска војна се смета за морално неприфатливо тип на војување. Во исто време не е ефикасен начин на војување, не може прецизно да се употреби. Второ, постои веќе научен консензус дека COVID-19 не е направен во лабораторија. Туку се развил, еволуирал по природен пат. Трета причина е, треба да се види кој интерес би бил задоволен со вакво некое пуштање на биолошко оружје. Значи не може да се контролира, ја уништува светската економија за сите држави, за тоа го подкопува политичката база на било која држава, убива не млади военоспособни луѓе, кои што едно биолошко оружје, ако веќе се замислува, би целело да убие, туку постари лица. Значи, ако е биолошко оружје, тоа е доста лошо дизајнирано, да кажеме, биолошко оружје. Во вашата анализа велите дека гласините поврзани со COVID-19 како биолошко оружје се пуштени за поттикнување непријателство. Од каде доаѓаат? Појаснете го ова тврдење. Сериозни држави и сериозни државници не дискутираат вакви работи на социјални медиуми, па вклучувајќи и на јавни настапи. Се многу внимателни што кажуваат за овој тип на развојни процеси. Има место во меѓународниот систем, има тела каде што вакви обвинувања може да се адресираат. Конвенцијата за биолошко оружје е за ваква тема може би главното тело и воопшто за меѓународен мир и безбедност, главното тело во меѓународниот систем е Советот за безбедност на Обединетите нации. Така што тоа се местата, ако веќе, каде што вакво нешто би требало да се подигне, а не на социјални медиуми. Велите дека тоа се лажни вести со кои се намалува довербата во меѓународниот систем и отвора врата за конфликт. Дали е стратегија и кој стои зад неа, ако според вас вистината е од екзистенцијален интерес за сите во светот? Со предпоставките дека помеѓу 25 и 70% од населението на било која држава ќе биде заразено со коронавирусот, тоа значи дека многу од нас ќе пројдат оваа болест. Или ќе имаат некој блиску кој што ќе има оваа болест и многу кои што за жал ќе го изгубат својот живот заради оваа болест. Тоа ќе направи една потреба луѓето да обвинуваат други, да бараат причина зашто ова се има случајно. И тоа може да биде друга потреба да се обвини друга личност, друга етничка група, друга држава, друга религија, друга цивилизација. Тоа во комбинација со нови технологии може да предизвика намалување на прагот за конфликт, дури да биде за комплетно некоја друга ситуација која што може да се случи. А во идниот период може да има многу такви, околу вода, околу ресурси. И затоа сметам дека е нужно големите сили, кои што се договорија во 70-тите, да комплетно го забранат и самите себе си да се ограничат од употреба и развој на биолошко оружје, повторно да се договорат со резолуција во Советот за безбедност, дека не само што не би употребувале и развивале вакви оружје, туку дека активно ќе работат да не се шират лажни гласини. Ова беше разговорот со Љупчо Ѓорѓински, експерт од Министерството за надворешни работи. Го гледате Дневник 1.